Пред околу еден месец, владата објави нов повик до општините за поддршка на локални инфраструктурни проекти од државниот буџет. Извршната власт тврди, има 250 милиони евра за програмата. Со реализација на овие проекти, очекуваме значајни подобрувања во секојдневието на нашите граѓани. И додека повикува на распределба на нови 250 милиони евра, владата се уште не излезе со прецизен преглед како се трошат парите од првиот повик. Тогаш беше најавено дека има 100 милиони евра, а повикот беше објавен во септември 2024 година. Затоа ги собравме сите расположливи информации од ресорните министерства и ја направивме првата мини база на податоци. Таа вклучува информации колку договори се потпишани, колку чинат, која општина, колку пари и за кој проект доби. Општините потпишаа договори со Министерствата за транспорт, култура, спорт, образование, животна средина, социјална политика, демографија и млади. Одобрени се вкупно 288 проекти на 78 општини. Вкупната вредност на проектите е околу 75 милиони евра, а не 100 милиони, како што најавуваше владата. По средувањето на проектите, дојдовме до сознанието дека општината која добила најмногу средства е Куманово, речиси 4 милиони евра за реализација на 3 проекти. Втора е Битола со околу 3 милиони 750 илјади евра за 16 проекти. Речиси исто добило и Тетово, но за 3 проекти. Следува Аеродром со 3,4 милиони за 9 проекти. Топ 5 листата ја заокружува Газибаба со 3 милиони евра за 4 проекти. Поголем предизвик беше да провериме колку од одвоените 75 милиони се всушности потрошени. Па наместо да започнеме невозможна мисија во форма на отчет за секој од 288 договори одделно, решивме до заклучок да дојдеме преку примерок. Во Кумановската индустријска зона Речица се реализира најголемиот од трите проекти на општина Куманово. Се работи за изградба на подземна и надземна инфраструктура како водоводна и канализациона мрежа и дел од внатрешните сообраќајници со осветлување. Ќе чини 3 милиони 425 илјади евра. Се отвараат можности со изградба на ова инфраструктура за продажба на државно градежно неизградено земјиште на потенцијални инвеститори, чишто интерес е многу голем и со тоа и развојот на стопанството во нашиот град и воопшто во државата. Градоначалникот смета дека ова е капитален проект. За него се издвоени околу 85% од вкупната сума за трите проекти на општината. Но вели дека помалите проекти не се помалку важни. Во моите разговори и со премиерот, и со министерот за финансии, и со ресорниот министер за транспорт и врски и останатите министри од владата, веќе разговаравме да следните повици во теков на 2026 година, повици кои што многу значат за нас, општините и локалните самоуправи, се насочуваат во оваа насока во одредени проценти да се решаваат овие елементарни комунални проблеми кои што ги споменавте вие и дополнително да се реализираат стратешки проекти како по примерот на општина Куманово. Ставено се на купче, Куманово има распишано тендери за сите три, односно за 100% од своите проекти. Едната јавна набавка се уште е во тек, што значи дека има потпишано договори за 66,7% од проектите. И за двата се почнати работи на терен, но општината нема потрошено ниту денар од државниот буџет. Обнова новој плоштад за трговскиот центар Капитол е еден од проектите на скопската општина Аеродром. Ќе чини околу 740 илјади евра. Тоа е околу 20% од вкупно договорените 3 милиони 420 илјади евра за 9 проекти на општината. Опфаќа комплетно нова подлога, нова хидроизолација, нова урбана опрема, ново зеленило. Отпочнавме со реализација на овој проект пред неколку недели, согласно договорот рокот за завршување работите изнесува 4 месеци и очекувам согласно динамиката дека економскиот оператор ќе заврши на време. Градоначалникот смета дека средствата за вакви проекти се добре дојдени, ако се имаат предвид буџетите на општините и можноста за реализација на капитални инвестиции. Иако можеби не изгледа така, но навистина се капитални проекти потребни за граѓаните. Овој проект кај што се наоѓаме во моментов чини 45 милиони денари, средства кои што општината имаше потешкоти сама да ги обезбеди од својот буџет. Од 9 проекти, во Аеродром нема таков за кој не е распишана јавна набавка.
Сепак, договори со изведувачи се склучени за 6 проекти, додека за другите постапката е во тек. На терен се работи на 2 проекти. До сега успеале да се потрошат 398.000 евра, односно околу 11,6% од парите за нив од буџетот. Од останатите топ 5 општини според одобрените средства собравме податоци без да ги посетиме. Битола има распишано огласи за јавна набавка на сите 16 проекти. Има склучено договор за 13, односно за 81,2% од проектите. На терен сепак се работи на 3. Кога е во прашање повлекувањето средства, досега повлекле и потрошиле 160.000 евра, што е околу 4,3% од парите кои се издвоени за оваа намена. Тетово има распишано огласи и исклучено договори за сите 3 проекти, но оваа локална власт ниту има почнато проект на терен, ниту има повлечено пари. И во Газибаба за сите 4 проекти има тендери, додека за 3 напредували со фазата на потпишување договори, па во моментов се работи на терен. Вкупно, оваа општина има повлечено околу 385.000 евра, што е околу 12,6% од вкупните средства. Или, ако се земат податоците од општините кај кои би требало да завршат најмногу пари, од вкупно 35 проекти, јавни набавки се распишани за сите 35. Договори се подпишани за 27, а работите на терен се почнати за 10 проекти. Од предвидените вкупно средства од 17,9 милиони евра за овие општини, повлечени се само 943.000 евра. Ако овие општини се репер за останатите, тоа значи дека половина година по првиот повик, локалните власти успеале да потрошат само околу 5,3% од буџетот, кој извршната власт го резервирала за нив. Значи, трошењето во моментов не оди брзо, па може да се очекува да добие на темпо во следните месеци. А до крајот на годинава треба да има и локални избори. Па ги прашавме двајцата градоначалници дали градежните работи на терен ќе влијаат на одлуката на граѓаните за кого да гласаат. Јас сум градоначалник веќе 7 година. Изборите не се добиваат една година пред завршување на изборите. Граѓаните веќе го имаат своето мислење за своите градоначалници или за потенцијалните кандидати. Јас во рамки на мојот мандат до сега уште немам пресечено лента, ниту пак имам намера да го правам тоа, освен во ситуации кога навистина ќе пуштаме некој капитален проект. Да, имајќи предвид дека сите општини имаат еднакви услови, без разлика дали градоначалниците доаѓаат од власта или од опозицијата, не сметам дека со овие проекти директно ќе се влие на одлуката на граѓаните за кого ќе гласат на овие избори, меѓутоа директно ќе се влие на задоволството на граѓаните од тоа што ќе видат реализирани проекти, без разлика дали градоначалникот е од ВМРО, од СДСМ, од ДУИ, од било која друга политичка партија. Но, топ 5 листата покажува дека општините кои добиле најмногу пари во првиот повик имаат градоначалник од партиите кои ја сочинуваат централната власт. Зошто? Одговорот го побаравме и го најдовме во бројките. Ако на парите се додаде бројот на жители во една општина, станува јасно дека формулата што ја користела владата била да подели по околу 2700 денари по глава на жител во речиси сите општини. Велиме во речиси сите, бидејќи во неколку тој просек е значително понизок. Во општина Центар тоа се 2050 денари по глава на жител. Во Маврово и Ростуше 1511 денари по глава на жител. Во Кичево 1404 денари, додека во Струмица, Сарај и град Скопје, како единица на локалната самоуправа, е 0 денари по глава на жител, бидејќи не им беа одобрени проекти. Случајно или не, сите општини од дното на листата се раководени од кадри на опозицијските СДСМ, ДУИ и во случајот на град Скопје од независната Данела Арсовска. Па ги прашавме во ДУИ и во СДСМ дали имат забелешка на распределбата на средствата, но не ни одговорија.